Добар ден и добре дојдовте во училницата. Јас сум Борис Василевски, професор во Средното училиште на град Скопје, Кочураци. Денеска имам за задача да обработиме првата наставна единица ендогени и екзогени движења и моделирање на релјефот во рамките на првата тема природни географски карактеристики и влијание врз животната средина. Основната цел на ова наставна единица е продолбочување и проширување на вашите знаења конкретно за ова област за ендогените и екзогените движења, а исто така и потикнување во едно креативно и квалитетно истражување во изработка на вашите проекти од ова област. Во долгиот геолошки процес во формирањето на релјефот на земјата учествуваат две сили: внатрешни сили или ендогени сили и надворешни сили или екзогени сили. Првите ги создаваат макрорелјефните форми, некрупните релјефни форми, а додека втората група на екзогените сили пред се вршат една деструкција, односно уништување и изремнување на релјефот, што е направено од внатрешните сили. На кој начин го прават тоа? Нормално преку пренесувањето и придвижувањето на воздушните и водените маси и придвижувањето на ситниот раздробен материјал кој што добиен дали од ветер, дали од вреднежите, од мразот, морските бранови и речната вода, и на тој начин вршат формирање на некои помали микрорелјефни форми кои што може да бидат ерозивни и акумулативни. Ние денеска ќе се задржиме повеќе на внатрешните сили, затоа што надворешните сили веќе се обработуваат в наредниот час. Во внатрешните сили припаѓаат самата гравитација, односно силите на земјината тежа и силите на високите внатрешни температури, кои што има спротивставено влијание, антагонистичко влијание. Гравитација, под дејство на гравитацијата пред се сите делови од земјата се привлекуваат кон јадрото на земјата, додека пак внатрешните и високите внатрешни температури предизвикуваат ширење и насочување на сите тела, дали се течни, дали се цврсти, дали се гасовити, кон површината на земјата, и со едно такво спротивставено влијание доаѓа до појава на тектонски движења, или кои ќе бидат карактеристични, ќе го обработиме денеска, вулканите и земјотресите. Меѓутоа, пред се, овие ги обработуваме како појави кои што влијат на формирањето на релјефот, и не се задржуваме на некои карактеристики кои што ги обработуваме во прва година. Тие, како што рековме, создаваат крупни макрорелјефни форми, односно ги создаваат континентите, океанските, морските басени, планини, низини и котлини. Тектонските движења во прва година видовме дека и поделбатини на такви, на епирогени и орогени тектонски движења. Епирогените ги создаваат континентите, океанските, морските басени, додека орогените тектонски движења, кои што се делеа на хоризонтални и вертикални, ги создаваат планините и котлините, така што хоризонталните ги создаваат младите врежни планини, а додека пак вертикалните ги создаваат старите гравани планини. Сакам да се посетиме и да се посети исто и вие овде во поглед на формирањето на релјефот. Видовме дека во геолошката еволуција на земјата се издвојуваат две орогенези, па би сакал да ги напишете во вашата тетрадка кои се тие и каква поврзаност има со овој диаграм. Доколку се присетили или точно одговорите во вашата тетрадка, се работи за првата орогенеза која што се случила во палеозојската ера, тоа е каледонско-херцинската орогенеза, кој што директно се поврзува со појавата и формирањето и издигнувањето на старите гравадни планини, и втората, алпско-хималајската орогенеза, која што се појавува, се случува покасно во кенозојската ера, и таа се поврзува со издигнувањето на младите верижни планини. Епирогените тектонски движења, кои што видовме дека ги создаваат најкрупните релјефни форми, тие се вековни, бавни, постојани движења, меѓутоа зафаќаат огромни делови од земјината кора. Од една страна предизвикуваат издигнување на копнените маси, при што се создаваат континентите, и нормално како
како резултат на тоа се појавува една последица, односно регресија, всушност доаѓа до повлекување на морето поради подигнување на овие копнени маси. Значи, таквата појава на повлекување на морето се нарекува регресија и ова не можеме да го забележиме нели со голо око, него тоа се забележува само како резултат на промената на бреговата линија. Од друга страна, етерогените тектонски движења предизвикуваат и спуштање на копнените маси, при што се создаваат океански и морски басени и при тоа повторно се појавува една последица, а тоа е навлегување на морето поради спуштањето на копното и таквата појава се нарекува трансгресија. Всушност регресијата и трансгресијата, значи како две појави што се случуваат како резултат на издигнувањето на копнените маси и спуштањето на копнените маси, го менуваат и распоредот на континентите и такво нешто се случило во историјата на земјината кора. Може ќе се присетите дека во минатото, на пример, во палеозојската ера, постоело едно старо копно Пангеа, кој што исто така во палеозојската ера доаѓа до негово разделување на две копта, на северно или Лоренција и јужно Гондвана, а додека во мезозојската ера се го добива денешниот распоред на овие континенти. Така да сите промени всушност се случуваат со регресија и трансгресија, па ако сакате повеќе нешто да знаете како се менувал распоред на континентите и океанските басени во геолошката иднина и како ќе се менува во геолошката иднина, можете да го посетите и линкот кој што со притискање на оваа сина боја ќе добиете и подобри информации. Со трансгресија се зголема водената површина и затоа доаѓа и промена на распоредот, додека со регресија се зголемува копнената површина. Значи, ние можеме сега да видиме тука одредени делови на земјината површина кои се трансгресивни, па можеме тука на оваа прва слика да видиме дека навлегување на морето, каде имаме навлегување на морето, во овој дел, нели тоа е особено на Холандија, потоа во оваа слика исто така, значи карактеристично е во делот на Северното море и еве овде на пример во делот каде што можеме да видиме како едно речно корито е целосно потопено, што значи дека а тоа е Хадсон Ривер, каде што може да се види значи целосно потопување на речното корито. Или пак на оваа слика, каде што можеме да видиме некои стари населби кои што биле на сува, а сега се веќе под вода, што значи дека тука е дошло до навлегување на водената маса, односно проширување на водената површина. Уште еднаш да подсетам дека ова со голо око не можеме да го видиме во внатрешноста на континентите, него само преку поместувањето на бреговата линија. Во делот на регресија, исто така на оваа карта можете да видите, значи овој простор го препознавате, тоа е Јадранскиот брег, кој што е трансгресивен во овој дел, а додека од оваа страна, спротивната страна, значи тука во подрачјето на Црно море, значи во делот на Бугарија и Турција, значи се појавува регресија и овде Скандинавскиот полуостров, кој што исто така е регресивен брег. Орогените тектонски движења, за разлика од епирогените, се релативно брзи и интензивни движења и тие предизвикуваат одредени деформации на слоевите во земјината кора. Видовме на самиот диаграм дека тие се делат на хоризонтални, при што предизвикуваат набирање на слоевите, а додека вертикалните предизвикуваат вертикално испуштање или издигнување покрај големите поптантени или раседни линии. Овие орогени тектонски движења, за разлика од епирогените, ги создаваат планините и котлините. Најголемата релјефна форма предизвикана од хоризонталните орогени тектонски движења се напорите, кои што може да бидат вертикални, коси и налегнати, во зависност од страничните притисоци кои што действуваат на хоризонталните слоеви и на овој начин
со набирање се создаваат младите верижни планини. Алпите, Андите, Апенините, Пиринеите, меѓутоа и кај нас во Македонија, значи тоа е шарскиот планински предел во рамките на онаа планинска верига од Динаридите преку Шара до Пин во Грција. Вертикалните орогени тектонски движења, како што рековме, предизвикуваат вертикално спуштање или издигнување покрај големите пукнатини, расидни линии, и пред се тие пукнатини настануваат, ќе видиме покасно, од трусното влијание, односно земјотресното влијание. Наједноставни форми и посложени форми, во дело се раседите, како наједноставна форма, каде што имаме спуштање на земјиште вдолж една раседна линија, скалестото земјиште, значи имаме спуштање на земјиштето вдолж повеќе паралелни раседни линии, и Тиморот или Хорсот и котлините представуваат посложени форми, каде што имаме спуштање или издигнување вдолж повеќе раседни линии, дали средишните делови, дали страничните делови, и на тој начин настанале сите грабени планини. Пред се во Македонија, типичен пример, Галичица, помеѓу Охридското и Преспанското езеро, Беласица, Бабе и така натаму. Ако се навратиме во ки хоризонталните орогени движења, тие, како што кажав и претходниот слайд, дека настанува како последица на јаки странични притисоци. И овде можеме во природата да видиме како всушност тие изгледаат и каде што разликуваме еден издигнат дел, што се нарекува антиклинале, и еден спуштен дел, што се нарекува синклинале нагоре. Овде е многу интересна појава, која што се нарекува навлака или шаријаш, и тоа е интересно затоа што ќе навлакат или шаријажот постарите слоеви кои што се формирани во геолошкото минато се наоѓаат изнад помладите хоризонтални слоеви. Значи, како резултат е еден појак страничен едностран притисок. Еве, например, овде можеме да видиме, значи, видови на набори, овде е еден вертикален набор, овде, значи, налегнат набор, и еве го ова што ви го зборував, значи, каде што постарите долни слоеви се навлачени, значи, изнад помладите хоризонтални слоеви. Еве исто така една слика како изгледа, значи, тоа набирање под дејство на страничните притисоци, и во делот на хоризонталните орогени тектонски движења би сакала една активност за дома. Пред се да се подсетиме во втора година, кога ги учевме геотектонските зони, особено за пелагониската тектонска зона, таму спомнавме некои антиклинали и синклинали, па би сакал да истражите уште еднаш и да одговорите кои беа тие антиклинали и синклинали во северниот дел на пелагониската тектонска зона и кои се антиклиналите и синклиналите во јужниот дел на пелагониската тектонска зона. Кои се заедничките карактеристики, втората активност, заедничките карактеристики на младите верижни планини, пред се овде на Алпите, Хималаите, Андите и Кордилерите, и сакам да го одредите правецот на протегање на младите верижни планини во Северна и Јужна Америка, Европа и Азија, и да дојдете до еден конкретен заклучок. Вертикалните орогени тектонски движења, како што видовме, тие предизвикуваат спуштање или издигнување на страничните слоеви вдолж една раседна линија, и тука имаме, и затоа рековме дека тоа е наједноставниот образ, и овде имаме една класификација на раседите, односно имаме еден нормален расек, каде што можеме да видиме на земјината површина една раседна линија пукнатини и дошло до спуштање вдолж таа раседна линија. Овде имаме хоризонтален расет, значи каде што имаме, значи немаме стварање на раседен скок, него само имаме поместување на слоевите, а овде имаме еден реверсен расет, каде што исто така се забележува еден раседен скок помеѓу слоевите. Значи, во поглед на класификацијата на раседите имаме нормален расет, хоризонтален расет и реверсен
расид. Посложени расидни форми се тектонските потонатини или котлините. Еве овде еден убав цртеж каде што можеме да видиме дека тектонските потонатини или котлини настануваат пред се како резултат на спуштањето на средишните слоеви вдолж две расидни линии, а додека кај Хорстот имаме значи каде што средишните слоеви или остануваат на првобитното место или пак страничните слоеви се спуштаат и на тој начин се создаваат хорсови или тимори. Кои се најтипичните потонатини или уште како што се нарекуваат ровови или гребени? Тоа е ровот на Црвеното море, еве ровот на Калифорнијскиот залив, ровот на реката Рајна, котлините во Македонија, сите котлини во Македонија, значи особено во источниот дел, во Родопскиот дел, тие котлини се настанати на овој начин затоа што тој релјеф припаѓа во Родопскиот релјеф. Тука исто така како типични примери на Хорстот е, како што реков и видов и претходно, Галичица и сите планини од старата Родопска маса, а додека во светот како нели се Вогезите, Шварцвалд, Урал, Апалачките планини како стари грабени планини и така натаму. Овде можете да видите до скалесто земјиште кое што е карактеристично во делот на постоење на повеќе расидни линии. Кога зборуваме за вулканизмот и сеизмизмот, не зборуваме сега за да ги уочуваме и извојуваме основните карактеристики, него да ги извоиме во рамките на овие вулкански главни подрачја во светот, какво е учеството и влијанието на вулканите во формирањето на релјефот. Би сакал овде да нагласиме и да се подсетиме дека постојат 4 главни вулкански подрачја, што е прикажано и на оваа карта. Тоа е огнениот Пацифички прстен, што е, самиот зборник кажува, значи вдолж брегот на Тихиот океан, кој што во овој дел, значи, започнува некаде од Аљаска и завршува до огнена земја вдолж западните брегови на Северна Америка и Јужна Америка, а додека во оваа страна на Тихиот океан, значи некаде тамо од Камчатка, вдолж бреговите на Азија, Австралија и до Нов Зеланд. Потоа средоземно морското подрачје, овде можете да видите, значи едно карактеристично вулканско сеизмичко подрачје, потоа Атлантското подрачје, тоа е особено средишниот дел на Атлантскиот океан, и источно-африканското подрачје, исто каде што можеме каде што можеме исто така да видиме и овде една вулканска и сеизмичка активност. Овде повторно имате едно истражување, односно да истражите поврзаноста на вулканските и трусните подрачја со распоредот на тектонските плочи и ќе дојдете до еден убав заклучок дека сите овие што се појавуваат тука како појави на вулкани и земјотреси се поклопуваат со самите тектонски плочи. Распространетоста на земјотресите ја следат вулканските подрачја и самиот простор околу младите верични планини. Така да е карактеристично за тоа дека тие создаваат исто така во овие подрачја создаваат за нас оно што е интересно да ги видиме кои се тие релјефни форми што тие појави ги формираат. Вулканските форми, како најкарактеристична вулканска форма е купат или конусот, која што може да биде од неколку стотина метри па до неколку илјада метри, и еве како пример би го издвоил Чимборазо, значи со височина на купат од 6300 метри надморска, апсолутна надморска височина. Меѓутоа тука можеме да ги како поголеми, значи купи можеме да купате на Попокатепетел, потоа на купате на Килиманџаро и така натаму, па исто така и купите на Мауна Лоа и Мауна Кеа, меѓутоа не се согледува нивната вистинска височина, затоа што тие се издигнуваат од дното на Тихиот океан. Меѓутоа затоа ќе ги спомниме во оваа форма втората кратерот, каде што Мауна Лоа и Мауна Кеа припаѓаат во оние вулкани кои што имаат големи кратери. Кратерите
по завршувањето на вулканските активности, обично имаме и такви случаи каде што се исполнети со вода и тие се така наречени кратерски езера. Во оваа слика можете да видите, значи една купа и еден кратер од изгаснат вулкан. Меѓутоа со дејството на вулканите и од истекувањето на самата лава доаѓа до појави на други форми кои што посебно се карактеристични лавичните потоци и лавичните платоа, кои што настануваат со стврднување на лавата. Пример, например, е Истон како вулканска плоча, потоа висоравнината Декан како лавично плато во Индија, Патагониското плато, Колумбиското плато, а овде би спомнал како плоча, една интересна базалтна плоча, имаме и кај нас во Република Македонија, кај Нагоричани, кај селото Нагоричани. Во рамките на вулканските активности, по завршувањето на вулканизмот или на вулканите, доаѓа до појави на позвулкански појави, кои што се најкарактеристични гејзерите, потоа исто така поземните гасови со појава на сулфатари, мофети и фомароли. Кај нас една сулфатара, која што мештаните ја нарекуваат дувало интересна, кај селото Косел во Охридското подрачје. Најчести форми од земјотресите се трусните форми, кои што се уствари обичните и раседнатите пукнатини, меѓутоа тие пукнатини може да бидат до 20 метри и долги дуѓи до километри, како што се створила таква една раседна пукнатина со земјотресот во Сан Франциско во 1858 година. Овие раседнати пукнатини ќе бидат, значи, предуслов за понатаму да дојде до појава на оние така наречени вертикални орогени тектонски движења. И со ова би го завршил денешното предавање за ендогените и екзогените сили, каде што ги видовме тектонските движења, вулканите и земјотресите и со проверка на денешното знаење, односно колку е усвоено, со 5 прашања, каде што вие ќе требате да одговорите со да и не. Првото прашање е екзогените сили ги создаваат најкрупните релјефни форми, да или не. Епирогените тектонски движења се вековни, бавни и постојани. Расидот, хорстот и котлините се форми на хоризонталните тектонски движења. Четвртото прашање е најмногу активни вулкани има покрај брегот на Тихиот океан. Значи, вашето е да одговорите само со да и не, а потоа ќе видиме на следниот след кои се точните одговори на овие прашања. И петото прашање во местото во внатрешноста, од каде што започнува движењето за земјотресните пранови, се вика хипоцентар, да или не. Се надевам дека брзо ги имате одговорено во овој дел. Понатаму ќе ги одговорите оние активности што ви ги зададов во текот на предавањето, а сега да ги видиме кои се точните одговори на овие прашања. Екзогените сили ги создаваат најкрупните релјефни форми, што е неточно. Тие, како што рековме, се деструктивни, значи не формираат крупни релјефни форми. Второто прашање, епирогените тектонски движења се вековни, бавни и постојани, точно, за разлика од орогените кои што се брзи и интензивни. Раседот, хорстот и котлините се форми на хоризонталните тектонски движења, што е неточно, него тие се форми на вертикалните орогени тектонски движења. Најмногу активни вулкани има покрај брегот на Тихиот океан, што е точно, тој е оној познат милиоген пацифички појас. И петото прашање, местото во внатрешноста, од каде што започнува движењето на земјотресните бранови, се вика хипоцентар, што е точно, додека најблиската точка што е далечена од хипоцентарот на површината на земјата се нарекува епицентар. И една активност за дома, да изработите еден мини проект со текст, чертежи и видеозапис за сите познати форми на релјефот настанете како резултат на орогените и епирогените движења. И втората активност вие да ги класифицирате типовите на вулканите, земјотресите според сите карактеристики и распространетост во светот, што можете да го тоа издвоите и од ова денешна презентација. Со ова денешното предавање го завршувам. Јас ви благодарам и ве поздравувам.